Меѓутоа, ако ја врземеме онаа слика на природното, автентичното, она што Бог го создал на планетата Земја, Бог создал апсолутно се што ни е потребно. Лабело може да се направи буквално од природните ресурси на планетата Земја. Значи од мед и од маслиново масло, да речем. Крема може да се направи од природни производи. Шампон за коса може да се направи од природни производи. Средства за чистење. Еве сега тие се доминантни, ако следите на TikTok, има толку луѓе кои што даваат едни можности, насоки, совети како може природно да се направат, нели, средства, креми, ресурси во домашна употреба кои што може да го достигне и поубавиот ефект од оние кои што би ги купиле во маркетите. И сето тоа можело да биде така уште многу порано, ама човекот, бидејќи нема свест, има незнаење во себе, не чита, не се развива, духовно не проникнува, тој се залажува со надворешни вакви лаги и се намамува и си ги троши парите, наместо да работи на поправањето на својот живот и суштински да направи позитивна промена која што ќе му донесе, како да кажам, еден живот кој што ќе му биде многу поубав, постабилен и екзистенцијално, и финансиски, и креативно, и како личност да се оствари, и на тој начин да едноставно не се занимава со тој совршен изглед. Сето тоа, значи целиот тој процес на начин на живење ќе го ослободи од оваа потреба да си ги дава парите за нешта кои што се целосно минливи и ќе ја достигне суштината на животот. Истото важи и за фризерите. Јас лично сум кажала, јас не одам на фризер. Не само што сум била унаказана милион пати од современите фризери, она што е интересно е кога ќе отидеш на фризер, ќе обавезно ќе ти наметнат некој момент на па ти треба ова, па капкиве се совршени, супер се. Значи гледате, они прават маркетинг бидејќи они прават профит и од таа продажба на тие производи кои што ги споменав до сега. Од друга страна ти наметнува потреба дека седите влакна мораш да ги скриеш, да се шатираш, а за тоа шатирање, мислам, да не се лажеме, испод 100 евра не си. И тоа се огромни пари. Луѓе со 12.000 преживуваат во светот. Во Македонија, да речеме, значи затоа има и во Америка толку бездомници. Во секој општество живее ова, не е само кај нас во Македонија. И кај нас имаме само еден, да речеме, голем слој на сиромашен народ, на многу низок слој, кој што буквално живее со овие пари. Сега имаш некој паметен кој што станал фризер и тоа го злоупотребил заради другите, бидејќи ги гледа другите X индивидуи како функционираат, и сега си вика, па зашто јас ќе се збогатам и ќе правам пари на луѓето.